сте на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Под мотото напредување на климатската отпорност и енергетска транзиција на патот кон КОП-31, во Скопје денеска и утре ќе се одржува 9-тиот регионален форум за клима, енергетска транзиција и одржлив развој во Западен Балкан. Форумот ќе ги обедини носителите на политики, меѓународните организации, финансиските институции, приватниот сектор и граѓанското општество со цел зајакнување на регионалната климатска соработка и отпорност. Настанот се организира во партнерство со делегацијата на Европската Унија во Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање, а представува една од најзначајните регионални платформи за климатска дипломатија во југоисточна Европа. Регулаторна комисија за енергетика денеска треба да ги утврди новите цени на горивата. На вонредна седница владата ги предложи намалените акцизи, но информираше дека е обезбеден и дополнителен попуст од 2 денара. Според пресметките кои ги направила владата, очекува намалување на дизелот за 6,5 денари по литар, додека цената на бензините ќе биде намалена за 1,5 денар по литар. Намалената акциза од 2 денари за горивата ќе продолжи да се применува до средината на јуни. Повластеното ДДВ од 10% за бензините се укинува и ќе се врати на 18%. Владата на вонредна седница одлучи делумно да ги продолжи мерките, кои истекуваа денеска. Дополнително обезбеди и попуст од 2 денари по литар од најголемиот снабдувач Окта, кој ќе се применува од утре, информираат од владата. Со овие мерки, согласно нашите пресметки, очекуваме цената на дизел горивото да се намали за 6,5 денари по литар, додека цената на бензините ќе биде намалена за 1,5 денар по литар. Ова представува конкретна и директна поддршка за граѓаните, транспортниот сектор, земјоделците и стопанството во целина. Намалувањето на цените на горивата ќе придонесе кон намалување на трошоците за живот и работење, како и кон задржување на ценовната стабилност во услови на глобални економски предизвици. И покрај калкулациите на владата, сепак конечната одлука за новата цена на горивата утре после пладне ќе соопшти регулаторната комисија за енергетика. Во меѓувреме, цената на нафтата на светските берзи изминативе 2 недели се стабилизира и се движи околу $90 за барел. Очекувањата се дека договорите за прекин на огнот меѓу САД и Иран ќе резултираат со брзо завршување на војната, пошто ќе се обезбеди непречен проток на нафта низ Ормудскиот теснец. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Министерот за транспорт Александар Николовски вели дека првите километри од автопатот Прилеп-Битола ќе бидат готови следната пролет. Тој најави дека на крајот од јуни стартува и меѓуградскиот воз Прилеп-Битола, а наскоро ќе профункционира и карго сообраќајот. Следната пролет се очекува да бидат пуштени во употреба првите километри од новиот автопат Прилеп-Битола, кој што се гради со одлично темпо. Ова денеска го изјави министерот за транспорт и врски Александар Николовски при посетата на општините Могила и Новаци. Автопатот ќе значи многу за економијата и развојот на целиот Пелагониски регион. Што многу ќе значи за заврзување на движењето на економијата и поврзување покрај на Прилеп и на Битола и на општините Могила, Новаци, но исто така и на Ресен и на Демирхисар, што многу ќе значи за живувањето на целиот овој регион, а исто така и за потикот на економијата, имајќи предвид дека значаен дел од економијата во Македонија токму во Пелагонискиот регион. Во моментов за сообраќај во Пелагонија се користи стариот пат Прилеп-Битола, но поради тешките товарни возила и тесниот коловоз, тој во моментов е многу оштетен и е крајно небезбеден за ваков интензитет на сообраќај. За да се надминат гужвите по овој пат, за околу 1 месец се очекува да стартува и градскиот воз Прилеп-Битола. И можам да најавам дека крајот на јуни, почетокот на јули, како што веќе ветивме, ќе биде воспоставена линијата помеѓу Прилеп и Битола, односно ќе има меѓуградски воз помеѓу Прилеп и Битола во соодветни термини кои што најмногу ќе одговарат на граѓаните. По една символична цена од 150 денари за да можеш што повеќе граѓани да го користат. Наскоро, освен патничкиот сообраќај во Пелагонија, треба да се обнови и железничкиот карго сообраќај, за кој што се доста заинтересирани по големите компании од регионот, кои што доколку профункционира оваа идеја, ќе имаат доста намалени транспортни трошоци. Тоа прво ќе помогне да се намали загадувањето
Второ, ги заштитиме патиштата, затоа што кога одат камиони со голем товар, секако дека се оштетуваат патиштата. И трето, да ја заживееме железница. Од наша страна веќе ние ги правиме сите потребни работи. Железница инфраструктура постапува по сите барања на компаниите. Исто така железница транспорт подготви локомотиви, тука ќе бидат дизел локомотиви, имајќи предвид дека не е електрифицирана оваа пруга, така што ние за многу брзо време ќе бидеме спремни. Останува на компаниите после тоа да ја користат железницата како начин за транспорт на нивните производи. Со сите овие инвестиции, значајно би се подобрила инфраструктурата во Пелагонија, која што конечно после децении ќе престане да биде слепо црево во Македонија на овој план. За Сител, Дарко Штарговски. Во продолжение следуваат и вестите од светот.